ајде сега би го поканил Борче од Велес. Буквално не е, можем да кажем, најуспешниот ученик и дисциплиниран, си работи, буквално како чекич, так, си работи, неговата задача си ја брка и секоја недела посетителите на неговиот сајт се зголемуваат. Еве ти ни каже точно кои максимални приходи, што стигнал, до кај стигнал, да го оставам него буквално. Здраво на сите. Овака мојот сајт е за здрава исхрана. Значи информации за здрава храна, за здрав начин на живот. Моментално приходите може да го прикажеш. Приходите ми се 15-20 евра просек на ден. И што правам, мислам, за работа? Секој ден пишување најпрво текст за вашиот сајт, потоа гостински текст и рекламирање на социјалните мрежи, на Facebook, Twitter и тоа, в принцип. Ево, ова е мојот сајт. Повели заедно работат во тимот со неговиот брат. Еки прашање по името. Вака секој научи од обуката, тука стоат категории и ќе пишувате највеќе што е најбарано, има се тоа од обуката, се ќе ви дадат. Нас ние доста развиен Фејсбукот, оттаму ни доста посети, може да видите 8048, некој до сега може го сретнал сајтот на Фејсбук, не знам, некој спомна Healthy Food House, може го имате сретнато. Сега би сакал да им дадам збор, ајде прво Борче, значи колегата кој што видите ми е партнер во фирмата. Често пати се добива прашањето, окей, Мирко си презентира, но веќе има резултати постигнато. Како е да се биде нов почетник? Значи, ја практично ги завршив обуките во ноември, меѓу првите. Така да, искрено сајтот, едниот сајт почнав да го работам негде средина на јануари ефективно до сега. Сега сум веќе 20 јануари веќе приклучен кон тимот покрај партнерска работа на одредени сајтови заедно, делумно како поддршка за сите што учествуваат во обуката, техничка поддршка. Вчера имаше случај, баш сакаме да поставиме прашање на некој што бил, односно е пресен ученик. Така да сега би сакал да дадам можност секој да си праша, малку сум помнаскинат за тоа вака иззвучам. Можете слободно да прашате како изгледа и што и очекува да бидем почетник во оваа сета работа. Значи, ја конкретно работам на сајт со графички дизајн, со визит карти. Не сум графички дизајнер, значи ги менаџирам, ангажирам графички дизајнери кои што работат за мене и само ги промовирам, односно ги менаџирам нивните производи на интернет. Значи, идеите, како што кажам Мирко, секој си има идеја, секој си има своја област на действување, но тоа е све процес кој што понатаму треба да се развива. Сајтот би било исклучиво на англиски или на македонски? Не, значи, од сега се воведува модул и на македонски. Нови резултати што ги видовте не може да се споредат ако е сајтот на македонски. Значи ќе биде помала сума дефинитивно, али има простор. Еве исто така и сопругата моја почнува овој сајт на македонски ослабете.мк, тој можеби некој го сретнал. Сега е прилично млад, ти има и видео емисии. Така е. Обуката е компатибилна, дали е македонски или англиски е компатибилна. Исто што се разликува е материјалот, дали ќе биде на македонски или на англиски презентиран. Али нормално кругот се сведува пак на некои 2 милиона луѓе, теоретски. Може убаво е да до некој ниво, да речеме англискиот јазик, да се продолжи, да се активно да се употребува и да се стигне до некој подобро ниво за догледно време. Да. Приходи, кажи, слободно да кажеш си. Добро, сега за Тој приходите ги брои во раки. Секој евро по една рака. Така сме договорени. Значи сега моментално сум стигнат овие денови околу 7 евра дневно за 3 месеци работа.
Од 20 јануари нема ни 3 месеци цели, од која што се најде правилниот концепт. Че имам малку по-различен тип од други ДВФ со тоа што повеќе истражував. За конечно да се сведам да нешто што е комерцијално и да го фатам да го работам како што треба. И кога ме беше хакнат првиот 20, прилика 20-22 јануари конкретно го реализирав сајтот да веќе денеска добивам по 7 просек 7 евра дневно. Со тоа што за 2 недели планирам више да отворам интернет продавница на тој сајт, каде што ќе бидат дигитални производи во продажба понудени од дизајнери графички во Македонија. Која користам онаа шанса на не сме баш ефтина работна рака во поглед ако земеш и филипинци, индици кои излезиш на светски пазар се поевтини од нас, али се трудам да го покажам квалитет. Тоа е тоа. Имам и инвестиции, ама имам и поврат на инвестициите. Сајтот се развива страшно, значи приходот гледано отприлike иде 4 пати неделно се зголемува вредноста на добивка. Значи сајтовите, односно сите ученици, сите сајтови се на една ранг листа. Јас ви Баш се прашав, развива. извинете, Да, да. на кој начин, мислам, кои се избори на нивниот приход моментален? Google Конкретно. AdSense. Google AdSense. На кој начин? Значи, Добро. вака, Мене, например, не ми е јасно. ја ти ви објаснам за тоа. Може, само тоа е, чекајте малку. Значи, вака, Google AdSense, што е, сакам да објаснам малце заради тоа. Има, ние, значи, обуката е така замислена да вие не се грижите за почеток за рекламите. Туку, вие се грижите само за содржините. Она што е интересно се пласира на таков начин, со бомбастичен наслов да не може човек да го промаши. Например, тајните рецепти на јапонските 100 годишњаци, кои што не сакаат да ги откријат тајните рецепти за долг живот на јапонските 100 годишњаци кои што не сакаат да ги откријат ни по цена на живот. Или 17 исклучително тајни рецепти на британската кралска кујна. Или така нешто. Значи нема никој да одоле на таков наслов. Мотивирачки наслов. Да, да. И слично, на секоја тематика ве обучуваме да давате такви наслови. Значи такви наслови неодоливи. Бомбастични, неодоливи. Значи, кога се појават на Google 3-4 резултати, вашиот стрчи, едноставно. Мора да кликнат кај вас. И сега уште нешто. Цел е на обуката да ве обучи вие да правите содржини на вашата тематика, да барате и да ги преработувате тие информации со своји зборови, да ги пренесете не на хартија, туку на сајтот. И дефинираме само рекламни места, каде ќе стојат рекламите. Рекламите се автоматски подесени, значи во дел од секундата, тоа е во соработка со Google. Приходите од Google AdSense се во соработка со Google и се на соодветна страна, например, за ова Herbal Oil for Skin Care, кој ќе се кликне, таму треба да се појават реклами соодветни на насловот на текстот. Значи, затоа на почеток истражуваме нели ваша тема, блиска до ваши познавања, до ваши желби, страсти, да речеме пасија некоја, али темата истовремено да има голем број на луѓе од Америка кои што пребаруваат на таа тема. Така да има интересенти од Америка, потенцијални имуштери и посетители на нашиот центар. Групите? Да, за да можам да